Жешката ноќ на трогателниот разговор меѓу Ковачевски и Пендаровски, на која председателот му ветил на премиерот дека ќе стои рамо до рамо до него, е всушност ноќта пред Македонија да го прифати францускиот предлог и да се обврзе да ги стави бугарите во уставот. Со оваа драматуршка изјава, Ковачевски сакајќи да го представи Пендаровски за европеец. Тој всушност го посочи за главен соучесник за прифаќање на предлогот, против кој се 80% од граѓаните и кој во моментов е главната пречка за отворање на преговорите. Стево и јас, една жешка вечер, многу доцна, седевме заедно сами. И Стево рече вака: друже, знам дека целиот товар, целиот притисок од утре ќе биде врз тебе. Знам дека целиот овој процес ти ќе мора да го изводиш до крај и ќе поминуваш низ пекол. И затоа нема да те оставам сам. Како што е познато, по неколку месечно препирање дали воопшто постои или не постои предлог од французите, на 23 јуни 2022 година македонската влада призна дека примила документ, подготвен со посредство на Емануел Макрон, во кој беше содржан планот како Бугарија да го крене ветото и да се одблокира почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија. Но откако излегоа детали од него како што е предусловот за влегувањето на бугарите во уставот, Ковачевски првично го одби за само по неколку дена, без некои измени, да го прифати без забелешка. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Од овде и од денес па натаму одиме напред со забрзан чекор за да се приклучиме кон европското семејство. Слични изјави на времето даваше и Стево Пендаровски, кој сега се бори за втор мандат. И тој првично негираше дека постои план подготвен од французите, за потоа да се пофали дека тој лично учествувал во неговото креирање. Сака да се вратат на нивната стара теза која е срамна и која е невтемелена на ниво науката, ниво фактите од историјата, дека овдека е под 45-та направена системска дебулгаризација. Па ја ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Инаку, за многумина токму прифаќањето на францускиот предлог во моментов е главната пречка за вистинско отворање на преговорите со ЕУ, затоа што власта не може да го исполни ветувањето за промена на уставот и вметнување на бугарите во него. Причината е што предлогот беше прифатен без консултација со опозицијата, чија поддршка е потребна за двотретинско мнозинство за уставни измени. Но и исто така имаше остро противење од страна на народот, кој протестираше на улица, барајки тој да биде одбиен.